Почетокот на 2017 беше со многу големи надежи, меѓутоа за жал, големи надежи со оглед на промената на власта, бидејќи прагот на очекување беше многу висок. Меѓутоа, за жал, во оваа година што помина, бевме сведоци на една тешка година, исклучително тешка година, како на политички план, така и на социјален, би рекла и од мојата сфера, и исклучително лоша година на медиумски план. Кога тоа го велам, го имам во вид крахот на МПМ системот и згаснувањето на 3-дневни весници и неколку неделници. Она што е загрижувачки, што и стартот на новата година го чекаме со една голема неизвестност, затоа што се уште промените не се чувствуваат во овој момент. Да, точно е дека постои една релаксација со промената на власта, меѓутоа се уште не може да се види една јасна визија во која насока оди државата и уште помалку дека може да се почувствуваат некакви придобивки од промената на власта. Тоа не е случајно, бидејќи годината беше потрошена и повеќе фокусот беше на надворешен план, на подобрување на климата со соседите, создавање некаква основа за пробој во делот на македонската евроинтеграција и членството во НАТО, додека годинава ја потрошивме на лоши кадровски решенија, на повеќе некакви промени кои што суштински не го менуваа квалитетот на животот и беа ветувани, меѓутоа повеќе има така дневно политичка една нота и беа во функција малку на популистички решенија. Оттаму со тешко срце кажувам дека стартот на новата година го чекам со една голема неизвестност, затоа што многу работи треба да се финализираат во почетокот на наредната година. Јас се надевам дека ќе биде тоа во полза на Македонија и на очекувањата на поголемиот број на граѓани. Меѓутоа очекувам и тешки политички моменти, протести, но на краток рок можеби е тоа така. Не ја губам вербата дека оваа генерација и помладите од нас сепак имаат еден подобар пробив кон иднината и дека некои работи сепак ќе се менуваат. Еден од најголемите фокуси беше и реформата на правосудството. И тука гледам дека има многу тактизирања, многу лутања, а една држава, доколку тоа не го реши, ќе биде тешко да оди напред. За сега, од препораките во извештајот на Прибе и на она што го препорача експертите, нема нешто суштинско направено. Меѓутоа, очекувам дека работите ќе се менуваат на подобро, затоа што доколку бидеме песимисти, ќе биде лошо за сите нас.